Почитувани гледачи, добар ден, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на дебатната за или против на Алфа телевизија. Вечерва со мене Костадин Делимитов и со моите гости, универзитетскиот професор Лазар Јоевски. Добро дојдовте во за или против, благодарам на присуството. Благодарам на поканата. И Благојар Алповски, председател на Конфедерацијата на синдикати. Добро дојдовте во за или против, благодарам што сте дел од дебатата. Добро најдов, благодарам. Ке зборуваме за платите, за пазарот на труд, за трудовото право, за се оно што е актуелно од аспект на синдикатите, од аспект на работниците, трудовото право, но се оно што е актуелно на економски план во државата. Најпрви на почетокот би сакал да слушаме ваш став за оно што денеска е актуелно во државава. Станавме сведоци како, да кажеме, се промовираше почеток на еден инфраструктурен проект кој што се промовира како историски најголем во државава, значи од независноста. Коридорот 8 и коридорот 10, изградбата Бехтел Јенка што ќе го прави. Проект кој што го следат и доста контроверзии, кој што и обвинителството отвори предмет под опрен глас за сомнежи во делот на надзорот. Проект кој што се најавува дека ќе чини 1 милиарда и 300 милиони евра, но за кој што нема се уште проекти, нема експроприација, ќе се оди едно по друго, ќе се реализира. Професоре, како гледате вие на овој проект? Па ја овој проект го гледам од два аспекта. Првиот аспект е како граѓанин на оваа земја, кој што сака неговата земја да оди напред, да се развива и секако се што е поврзано со инфраструктурни инвестиции, со изградба на патишта, со поврзување, со забрзување на економските процеси за мене е секогаш добродојдено, но сметам дека Македонија генерално задоцнува во однос на овие проекти, барем во однос на регионот. Значи, веќе и Албанија, Грција, секако Бугарија, Србија, Косово, Хрватска и тоа деценија и повеќе пред нас, а и останативе земји кои што ги набрав, па дури и Црна Гора во тој дел е доста активна последниве неколку години со некои нови автопатишта кои што ги прави. Ние некако заостанувавме во овој дел и мислам дека во однос на ова првично гледање можам да кажам дека можевме подобро, можевме побрзо, можевме порано. Требаше тоа да го направиме, сите се надевавме, сите очекувавме дека ќе се случуваат инвестиции во овој дел многу порано, но тоа не се случи. Вториот аспект од кој што го гледам ова прашање е мојот стручен професионален аспект, а тоа е што ќе се случува во рамките на работните односи во однос на кои луѓе ќе работат таму, нели актуелни беа прашањата и со увоз на работна сила. Тоа е нејасно, до сега во моментов е нејасно. Дали ќе бидат македонските градежници вклучени во работниот однос или ќе бидат странци луѓе кои што ќе дојдат, ако се странци, под кои услови, како ќе работат, дали ќе им бидат обезбедени безбедни здрави услови при работа, дали ќе ги уживаат сите прави обврски согласно законот за вработување на странци и законот за работните односи, така да во тој контекст и тоа како будно ја пратам цела во оваа би рекол проблематика, сите овие аспекти, тоа ме интересира и тоа е навистина нешто што не е ново, кај нас и претходно имало инвестиции во делот на патиштата и вклучување на например странски работници од Турција, од други земји кои што работеле во рамките, од Кина кои што работеле во рамките на одредени градежни проекти и до сега сме имале повеќе или помалку позитивни искуства од оние фирми кои што ангажирале, зборам во делот на работничките права, во делот на работните односи, ангажирале работници во Македонија. И ова го темелам пред се на сознанијата кои што ги правиме во делот на компаративните анализи пред се преку инструментите на Совет на Европа, а тоа е дали се почитуваат основните трудово-социјални права на работниците мигранти, односно работниците странци кои што се ангажираат во матичната земја. Македонија во тој дел во претходните години, па и децении би рекол, со ограничениот број на странци кои што биле вклучени во овие градежни проекти, повеќе или помалку добро се справува. Не велам одлично, велам добро, но сме немале одредени проблеми како некои други европски земји каде што работниците биле дискриминирани, каде што им биле земани пасошите да не можат да се вратат дома, да не можат да отидат за одредени нивни празници во нивните матични земји, да се поврзат со семејствата и така натаму, како што има одредени случаи, па дури на европско тло, кои што се нотирани во рамките и на Советот на Европа, но и во рамките на Меѓународната организација на трудот, како злоупотреби на право од работен однос на овој тип на работници. Македонија во тој дел нема
такви негативни искуства и тоа е добро, но од друга страна секако овој втор аспект на ангажирање на работници во делот на градежните проекти кои што допрва треба да се случуваат, отвара сега нови дилеми. Дали ние ги имаме потребните работници во рамки на пазар на труд во Македонија и ако ги немаме, сега што ќе се случува, кој обем, дали тоа ќе значи поголем обем од досегашната пракса и искуство во претходните години децени на странски работници во градежните проекти и ако е поголем контингент на луѓе кои што ќе треба да бидат внесени во Македонија да работат по нашите патишта, се поставува едно логично прашање и од трудово правено, би рекол и од македонски аспект, зошто? Зошто го дозволивме ова? Зарем немавме и тоа како развиена градежна индустрија, голем број на работници кои што денес ни работат по европските земји, почнувајќи од регионот па се до западноевропските и скандинавските земји, дали можевме поинаку? Дали можевме поинаку, тоа е дилема на која што не слушаме сега вака конкретен одговор од страна на носителите на политиките. Господин Ралповски доста дилеми отвори, господин Отиовски. Како вие како синдикат гледате овој голем проект кој што по правило би требало да ангажира домашна работна сила? Дилемата е дали ја имаме и таа што имаме дали воопшто се планира за еден ваков проект? Ајде како бидејќи тргнавме од овој аспект да го заокружиме овој аспект на овој проект. Па нашите ингеренции се во делот на работната сила и почитувањето на работничките права. Знаеме сите дека одамна немаме работна сила во делот на градежништвото. Слободно можете да прошетате низ центарот на Скопје, каде што се гради еден голем проект, каде што имаме еден голем проект. Таму е реткост да видите македонски работник на тоа градилиште. Збориме за Лимак. Таму што знам најголем дел се од Турција, така барем се зборува дека се најголем дел од Турција. Предпоставувам дека ние немаме доволно работна сила за изградба на овие автопатишта, освен не знам, за основни физички работи, во тој дел дека ќе биде увезена. Од каде ќе биде увезена, кого ќе увезуваат, како размислуваат, не знам, но знам дека во делот на законот која го носеа за изградба на овие автопатишта имаше пропишано дека работниците треба да работат по 60 сати. Она што е за нас добро, што Уставниот суд кажа и пресуди дека не може да работат по 60 сати неделно, и дека тоа е надвор од законите, дека е тоа злоупотреба на трудот, но ќе видиме дали ќе се придржуваат на тоа што го донесе како одлука Уставниот суд и како пресуда, дали ќе се придржуваат на тоа или повторно ќе има злоупотреба на работната сила. Сега за сега не знаеме кој ќе работи. Видовме таму денеска се пушта авто, се почнува камен тебелник, кој што допрва ќе треба да видиме што ќе се случува таму и кои работници ќе го градат тие автопатиши. Инаку во тој дел што кажа професорот, да, ние и доцниме, изгубивме драгоцени години, сите овие 5, 6, 7 години, каде што требаше да направиме стварно добра инфраструктура, затоа што инфраструктурата е еден од основните параметри за развој и на стопанството и на економијата. Кога сме кај губењето време, значи инфраструктурните проекти, најтипичен пример на кој што сме сведоци низ години е автопатот Кичево-Охрид, кој што нели одамна почна да се гради, почна со одредена динамика, но потоа запре и сега повторно на терен нешто се работи, ама многу бавно. Тоа е дури да не се забележува човек ако поминува некај, да речеме некој Охрид, гледа одредени делници кај што се работи. И сега во едни такви услови дилема е како може реално да се очекува да се реализира на ваков историско голем проект, како што се најавува проектот со Бехтел и Енка, а овој кој што е Кичево Охрид, се уште е нејасно кога и дали воопшто ќе се заврши. Како го коментирате вако? Па, како да ви кажам? Покажуваме да кажеме има на едно друго немаме доволни капацитети тоа да го завршиме. Се одложуваат роковите. Не знам се кои се проблемите, меѓутоа дека овој проект што го кажуваат историски голем, да, историски голем, но не е толку голем она како што се представува. Прво, автопатот Тетово-Гостивар е трасиран пат кој што само треба да се прошири по една лента. Да. Од друга страна, Прилеп Битола ќе се користи постојниот автопат што е, и тоа е широк автопат каде што може 3 возила да се
да се разминат и тој е трасиран, значи ќе се постави уште една лента од страната. Оној дел што е Требениште Ќафасан, мислам тој е 2/3 исто во низина каде што е лесно да се трасира и таму мислам дека е голем дел на државно земјиште. Што останува Гостивар Букојчина, каде што треба да се гради еден голем тунел. Тоа е тој момент кој што треба да не загрижи, иначе за овие тука не гледам некој проблем каде би имало и во трасирање на патиштата и во нешто екстремно голема техника која што треба да се употреби, за тоа што ние веќе имаме таа инфраструктура која што во овој дел треба само да се надгради и да се догради и да се реновира. Токму во тој дел и сакав да споменам пред малку во смисла дека знаете, склони сме кон драматизирање во нашето општество и тоа од една страна го разбирам како можеби копнеш кон големина. Но големината, мислам, овие проекти кои што ги споменувате и од финансиски, и од аспект на должина, и од аспект на ангажираност на работна сила и така натаму, се буквално мини проекти во рамки на проекти кои што се прават во регионов, во Европа, да не зборувам во светот. Во светот, така. Ме разбирате, така да и од тој аспект би рекол не се тоа некои проекти кои што се интересни за некои како големи инвестиции, но за нас во македонски рамки се многу значајни, тоа е факт и тоа е нешто што еве се согласивме и со претседателот Раполски дека ни е потребно уште час поскоро, односно уште вчера ни беше потребно, односно овие проекти да се завршат. Но и во рамките на нашите капацитети, на нашата би рекол не само нормативна рамка, туку севкупна економска, културолошка, социолошка рамка во која што функционираме, овие проекти можат да значат раздвижување, но ќе значат единствено раздвижување на економијата, на ангажирање на работна сила и слично, ако тоа се направи како што треба. Бидејќи токму аспектот да сакаме да покажеме нешто големо, а при тоа имајќи поинакви намери во позадина, може да биде еден вид на дополнително разочарување кај граѓаните. Ако ова се злоупотреби, тоа ми е поентата, да на крај излезат некои афери од сето ова, како што многу често се случува во нашава земја, тогаш дефинитивно ќе имаме подлабок проблем, затоа што ова ќе биде уште еден од низата на проекти кои што ги разочаруваат нашите граѓани, кои што го делуваат депресивно на македонското општество и уште еден стимул повеќе да се размислува да се замине надвор од Македонија, да се размислува негативно за државата, за татковината, да се нешто се зборува со еден вокабулар кој што е, би рекол, на малициозност, на разочараност. Па видите, се остава простор за еден таков печаток, не во делот на, да речеме, на па еве како почнува сето ова? Се Назоров слушаме какви фирми се ангажирани. Ние имаме домашни компании кои што имаат искуство во надзор, па токму тоа не се ангажираат некои нови фирми. Уште не започнал проектот, веќе гледаме дека има одредени проблеми, предизвици кои што стојат пред проектот. Сега, тоа што го кажа и претседателот Раполски во делот на ангажирањето на работната сила, немаме ние конкретна информација, граѓаните во Македонија, нити ние во делот на стручната анализа, кој што тоа допрва веројатно ќе го имаме како увид. Меѓутоа, во контекст на она што и претходно беше споменато, ако еве можам да се надоврзам, веројатно ќе се постави аспектот сега, ако е поголем контингент на работна сила, велам, ако, условно, тогаш покрај прашањето за безбедните услови за работа и општо генерално правото од работа едноска, се постави едно друго прашање, колку време ќе работат и ако работат подолго време, веројатно ќе биде подолго време, имајќи го во пред искуството, еве го спомнавте од автопатот Кичево Охрид, тогаш што веројатно синдикатот ќе си го постави прашањето за синдикалното организирање на овие работници, дали тие ќе можат да се организираат, дали синдикатите се заинтересирани за овие работници и да се странци, да имаат одреден аспект на вклучување во рамките на организираната заштита преку синдикати, например.
Ме разбирате, така да сега тука доаѓаат многу подпрашања, поддилеми. Многу предизвици за синдикатот кој што тешко реално ви оди на вас синдикатите сите заедно за да кажеме нашите работници тука домашни битката да ја биете. Ај само уште ова да ве прашам вас, бидејќи се заговара нели увоз на работна сила, ќе ни треба сега како таа дали ќе биде законска со квоти, целосно либерализирана, за вас што ќе биде клучно у овој период да речеме кога ќе увезуваме работна сила? Да се увезе само заради да се увезе или сепак да се направи една стратегија, една операција да се искористи максимално тоа дома што го имаме, па потоа да одиме на некоја авантура за да увезуваме од надвор луѓе. Вие како синдикат вака како гледате на таа Не, јас се чудам зашто директно се втурнаа во таа мерка и да разговараат за увоз на работна сила, кога пред се во Македонија имаме 110-120 илјади работници кои што се на бирото за вработување. Процентот на невработеност се уште не е, мислам, намале, нема се уште е високо. Имаме 14-15%. Може би има сива економија. Ако нема квалификувана, власта треба да направи мерки со што ќе ги преквалификува тие работници кои што се на бирото за вработување во заводот, во агенција за вработување кои што чекаат работа. Јас освен тие работници да ги увеземе за 200 или за 300 евра во делот на трудоинтензивната дејност, јас не гледам каде би можеле такви работници увезени да работат во македонската економија. Такви работници ние имаме. И дури сум и јас против значи да увезуваме работници за да ја развиваме трудоинтензивната дејност, текстилната, чевларската или не знам која индустрија, која што не ги плаќа работниците онолку колку што работат. Мислам дека е време да ставиме крај на една таква индустрија во Македонија, дури и тие работници да ги преквалификуваме и да ги тргнеме од таа индустрија и да ги упатиме во по-високо платени дејности. Затоа што мислам дека ние како синдикати треба се погласно да збориме, треба да заврши ерата на експлоатација на трудот за некои лични интереси, дали се тоа западноевропски интереси преточени преку нашите газди за ситни бонуси кои што ги добиваат за шиење, прешивување, ќе кажам во текстилната индустрија. Јас ова јавно сум го кажал, не го кажам прв пат и ќе стојам позади тоа. Дури бев и против да се дава субвенции минатата година кога се зголеми минималната плата на 18.000 за да може да се исплаќа минималната плата. Кои беа корисници? Не сум против во делот на занаетчиите, но сум против во делот на трудоинтензивните дејности. Ако не може да издржи, ако сака да шие кошули за 4-5 евра се уште во Македонија, тогаш нека си стави клуч на рака, на други дејности им требаат работници. Власта е тука која што треба да пресече и треба да ги преквалификува тие работници за да можат да влезат на пазарот на трудот во повисоко платени дејности. На друго место, јас не гледам каде би можеле да дојдат тие работници да работат. Не знам, може би можат во туризмот и угостителството, но сепак тие треба да добијат смештај, храна, има јазични бариери, доека ти научи некој јазик, доека мене не ми е јасно како може тоа да и втора работа која што мене ме радува ова со Отворен Балкан, лично искрено да ви кажам, затоа што тие работници кои ќе разберат дека има 100-150 евра повеќе плата во Србија, па ќе отидат натака така да повторно ние ќе си останеме сами на себе да се бориме за да биде повеќе платен трудот. Професоре, вие како гледате на ова, бидејќи сте тоа го работите, тоа вие да кажеме вашата стручност, треба повнимателно да се влечат овие потези или премногу оптимистички некако се зборува дека ете сега ќе најдеме работници, сепак ги имаме и дома кои што треба да се грижиме за тие. Како треба да постапат тука државата и институциите? На што треба да се фокусирам? Видете, лично како човек од Македонија, со работниците мигранти сум вклучен пред се во некои процеси кои што се одвиваат на европско тло, но кои што досега заобиколуваа Македонија
и тоа се некои активности каде што бе вклучен во рамките на некои меѓународни организации, Европска унија и така натаму, некои конкретни земји, каде што имав од прва рака можност да ги видам, да ги анализирам состојбите, што се случува, зошто се случува, како реагира пазарот на трудот, како владите реагираат, пред се германската влада на пример за одредени работници, но и другите влади низ Европа, француската, италијанската и така натаму. Во рамки на Македонија се забележува едно динамизирање на пазарот на трудот во последно време, но во која смисла? Во смисла да имаме една декомпресија на заминување на луѓе, напуштање генерално на луѓе од Македонија кои што заминуваат надвор од Македонија. Не навлегувајќи каде, дали во Шведска, дали во Србија или во Нов Зеланд, не навлегувам во тоа, но заминуваат битно надвор од Македонија. Дел од нив заминуваат сезонски, одреден период од годината се враќаат назад, дел од нив заминуваат на подолго траење, значи година, 2, 3 така натаму. Многу голем дел од оние кои што заминуваат од Македонија одат со тенденција повеќе да не се вратат, односно одат со цел еден заминува, а потоа се обидува што повеќе членови од потесното или поширокото семејство да ги повлече. Дали се тоа најблиските сродници или се некои братучеди кои што потоа тоа се диспрезира, значи на повеќе семејства во рамки на една поголема фамилија и така натаму. Тоа е сега едниот аспект кој што влие на пазарот на трудот. Другиот аспект е да се повеќе јавната администрација губи од работници, тоа губи квалитетни работници, да се разбереме оние кои што не се толку посветени на работата, еве нема друг израз да кажам, само ќе бидам културен и коректен, ќе кажам дека оние кои што можеби не си ја сакаат работата, а одат на работа, не се толку посветени, зборувам во јавниот сектор, тие остануваат и тие немаат некоја поголема намера да мигрираат, односно да заминуваат од јавниот сектор, но оние кои што се работници квалитетни, кои што трпат притисоци, дискриминации, мобинг, закани и така, уцени и слично, тие брзо гледаат во која насока се движат работите и се обидуваат да мигрираат внатре во Македонија во рамките на бизнис секторот и евентуално и тие да заминат дел од нив надвор од Македонија. Сето ова влијае на намалување минимално, но од квартал во квартал по некој мал процент да се намалува невработеноста во Македонија и не станува, тука треба да бидеме свесни дека не станува збор за реално раздвижување на економските процеси во земјата кои што акумулираат работна сила од она база на невработени кои што се и самите рековте над 100.000 луѓе во Македонија кои што се потенцијални кандидати за вработување. Од друга страна имаме една ситуација која што и статистички е нотирана од страна на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка, тоа е дека имаме во Македонија околу 30% сива економија, што е многу висока бројка, особено за економија како што е Македонија. Значи, дел од тие невработени веќе работат во таа некоја сива зона, се ангажирани со некои договори, авторски договори за дело без договори, работат на едно место со некој половично работно време, а работат и дали самостојно дома, на други места и така натаму, се вклучени во пазарот на труд и заработуваат, имаат одредени примања, не плата, но одредени примања, парични примања кои што им обезбедуваат одредена стабилност каква таква. Има некои кои што се во таа сива зона кои што работат со полно работно време, а потоа работат, влегуваат во таа сива зона. Значи под длабоко и слоеви тоа е сето ова, но со оглед на времето сакам да поентирам и во однос на третиот фактор. А третиот фактор е покрај миграцијата на работната сила, покрај сивата економија, ние во Македонија имаме старење на населението и немаме оној природен раст на населението кое што е проблем во цела Европа. Освен Косово во Европа, сите останати земји во Европа имаат пад на наталитетот. И ние реално се соочуваме сега со предизвик на недостаток на работна сила. И четврто, дел од оние кои што се невработени, немаат волја, немаат интерес, не сакаат, иако се водат како невработени, активно се вклучат во пазарот на труд, односно се вработат за сумата која што беше и претходно напомената од господинот Благоја во делот на ниските плати. Значи не планира, вели подобро ќе седам дома, има некој друг приход, дали од семејството, дали од родителите, зборам сега за помладите, или во таа сива зона е влезен, заработува нешто и не планира да влегува во редовен работен однос, а при тоа да изгуби одредени социјални права кои што му ги дава државата. Сите овие аспекти го чинат македонскиот пазар на труд. И сега, имајќи оваа слика, ние се соочуваме со еден интересен феномен, па би рекол дури парадокс, да иако имаме одреден број на луѓе кои што се невработени во Македонија, ние реално немаме инструменти, односно економски
потенцијали вистински во Македонија да го мобилизираме тоа невработено население, да почне да се надпреварува кој попрв ќе ја добие таа работа. Значи, веројатно такви работни места се помалку во Македонија, не дека ги нема воопшто, ги има, но се малку и дел од луѓето се обесхрабрени да конкурираат на некои работни места затоа што велат се е поврзано со одредени врски, конекции, се е поврзано со одреден непотизам и се губи еланот, моралот. Го одбиле неколку пати на неколку интервјуа, младиот човек видел дека тоа не е реално, дека вработувањето е однапред испланирано и така натаму и се разочаруваат луѓето и ова се лични приказни кои што допираат и до мене, не ви зборувам на памет и велат не повеќе не сакаме да конкурираме, подобро уопште оти само повеќе се разочаруваме. И веќе одма почнуваат да размислуваат што понатаму и каде понатаму. Значи повторно како еден од излезите се гледа надвор од Македонија. Ова што го спомна господинот Благоја, во делот на Отворен Балкан, јас го коментирав уште лани есеноска, во септември месец, тогаш се започна целиот процес, сега ќе кулминира во текот на летните месеци, каде што целосно ќе се отвори таа либерализација на пазарот на трудот помеѓу Македонија, Албанија, Србија, така да ќе биде еден интересен процес, кој што еве јас, ако можам вака да го најавам, ќе значи повторно миграција на работна сила и во рамките на пограничните области, но за Македонија, од македонски аспект, тоа ќе значи уште поголема декомпресија, односно заминување на предсе квалитетни работници во регионот кои што ќе бараат работа. Најчесто ќе бидат индустриите поврзани со угостителство, туризам, градежната индустрија и евентуално некои други услужни дејности, па дури и IT секторот, да кажеме во Србија е еден чекор веќе и понапред во однос на Македонија, така да за некои луѓе кои што допрва ќе завршуваат факултет во овој дел ќе биде веројатно поатрактивно веднаш во Белград, на пример, да се отиде. Тука има некој друг аспект, некои други социјални рамки кои што функционираат. Престолнината во Србија, за разлика од кај нас, и тоа сето звучи примамливо за младиот човек и повисока плата веднаш, и тоа допрва ќе значи еден нов мотив. Начнавте многу проблеми, многу предизвици за македонскиот работник. Проблем е тоа што или не функционираат работите како што треба во системот. Политиката меша прсти, кажавте, има демотивирање, луѓе не сакаат да работат, но имаме еден реален проблем. Држава сме со едни од најниските плати во Европа. Точно. По сиромаштија исто така. Тоа е сериозен проблем на кој што треба да се работи. Владата вели дека се работи, еве се зголеми минималецот, достигна 20.170 денари. Господин Ралповски, задоволни ли сте вие како синдикати? Еве минималецот порасна, но проблем има и со останатите плати. Но ајде првично да искоментираме за минималецот. Дали тој минималец е доволно за да се амортизира тоа социјално незадоволство или тоа... Значи, ќе пробам да ја поврзам она претходната тема за што говореше професорот Сова со минималната плата. И сега ние имаме дел кај што Државниот завод за статистика кажува дека во 2020 година сме имале вработени 811.000 луѓе, од кои што 205 биле илјади во јавниот сектор, и доаѓаме до ситуација каде што првиот квартал 2023 или првиот квартал и претходната година 2022 ние имаме вработено 695.000. И сега се поставува прашањето, ние намалуваме невработеноста по 1% секоја година, а ние губиме работници, 120.000 работници сме изгубиле за 2 години. И сега, ако некој каже дека ние имаме економски раст и економски просперитет, ја не знам како имаме кога ние тоа доаѓа малтене 12-13% од работната сила е изгубена во Македонија. Дали овие работници со овие плати сега што ми ги дадоа се помотивирани, попродуктивни или не знам што се случува, значи некој феномен сме во светот. Минималната плата е една социјална категорија која што требаше да биде оставена на социјалните партнери. Но отпусти популизам за да кажат дека нешто направиле наместо да направат стратегија како да ги задржат овие работници што си отишле или младите што завршуваат средно и високо образование да ги задржат во државата и невработените или сивата економија да стават во систем или невработените да ги преквалификуваат или да им подадат рака на оние трудоинтензивната дејност. Ние само се занимаваме со она што треба да се занимаваат работодавачите и синдикатите. Минималната плата.
Минималната плата е социјална категорија, која што верувате дека во овој момент, освен околу 5 до 10.000 работнички во текстилот и некои 30 до 40.000 занаетчи и пола јавен сектор, никој не зема друг минимална плата во државата. Жално е што минималната плата стана основна плата за јавниот сектор и сега наместо да разговараат работодавачите и синдикатите колку ќе биде минималната плата по сектори, дали градежништво, дали угостителство и така натака, некои од битните сектори кои што треба да ги развиваме тука ке нас, IT, не знам што, високоплатени дејности, ние доаѓаме до ситуација да воведуваме еден популизам во кој што јавниот сектор го сведуваме на една социјална категорија каде што лани направија една дивоградба и во огромен дел на јавниот сектор минималната плата ја ставија како дел од основна плата. И сега расте минималната плата 2000 денари, и ако минималната плата пораснала од 18.000 на 20.175, еве за еден наставник не е тоа 12,44, тоа е 6%. Најмалку пола, да. За еден советник во јавната администрација кој што е со високо образование, тоа не е 12,5, тоа е негдека 7,5%. Тоа е доколку се прифатат овие линеарни што ги нудат. Линеарно. Некој тука сакаше линеарно да биде, да и помогне на владата, да биде за лани што беше решение. Да биде солидарен со владата. Сега солидарен со владата, они направија избери во законот за да си го гасат пожарот, адхок решение, направија дивоградба во законот за административни службеници. Се тоа што претходно го кажува законот за кариера, образование, ниво и така натака, сето тоа се уништи со овој дел каде што се угради таа дивоградба. Сега имаме проблем каде што сакаат во цел јавен сектор, и не знам како размислуваат тоа да го направат и во образование, и високо образование, и во здравство, каде што интелектуалците сакаат да ги понижат и со минималната плата да кажат дека им се покачени платите. Јас не памтам ниту за мојот живот дека некојаш се покачувала платата линеарно, па ниту знам некој од обкружувањето или од Европа да ми каже дека е тоа добар модел, затоа што кога излегуваме надвор, кога кажуваме што ни се случува, ни се смеат сите. И мислам дека час поскоро што викаат дека треба да го вратиме тоа назад и таа дивоградба, не да ја легализираме со овие низа закони што сакаат да ги донесат цела лепезе и да направат забуна помеѓу работниците и синдикатите, туку да се врати назад на почетокот и да видиме она што треба да се исправи и да се исправи. Ние тргнавме со закон за плати, за закон за работни односи, па со закон за административни кој што отиде во собрание, во влада со европско знаменце сега, каде што кажува дека можам јас да поставам државен советник како директор и кога ќе го поставам веќе тој никој не може да го мрдне од таму. И низа такви небулози што ги има во новиот закон за административни кој што е со европско знаменце влада и чекаме кога ќе дојде во собрание, па после отидовме на закон за плати во јавен сектор и на крај сега завршуваме со општ колективен договор за јавен сектор. И тоа е оноа што се прави намерен хаос, за да се направи еден хаос во главите на сите работници, за да не знаат кој е нивното право и кој е крив во целата оваа ситуација. Мислам дека на крајот на денот сами ќе се заплеткаат во тоа, во сите тие интриги што ги прават, како клопче од вуница и нема да можат да се отплеткаат од сето ова што како да се излезе од овој предизвик, ќе продолжиме да дебатираме, но покусата пауза за рекламни пораки. Останете. Со нас се враќаме веднаш. Продолжуваме со дебатата во за или против со професорот Јовски и со синдикалецот Раповски. Застанавме во делот на платите, зборувавме за минималната плата која што се зголеми, но повторно испровоцира проблем со останатите плати, бидејќи зголемувањето кое што треба да се случи, кое што бараат и синдикатите и работниците, не е на начинот на кој што треба, односно се форсира едно линарно зголемување, наспроти барањето тоа да биде процентуално.
Сведоци сме дека тоа се прави во устови кога имаме закон за плати, за административни службеници, нов колективен договор се заговара, се крои, имаме колективни договори веќе потпишани кои што се ставени некако адакта на страна, не се укинати, но не се ни применуваат. Професор Јовевски, едно состојба на хаос која што создава проблем пред секој работниците кои што се изгубени, мислат дека нешто ќе добијат, ама дали може би и повеќе ќе изгубат од овие сите решенија кои што се форсираат. Некако кој добива, има кој дилема губи. дека се готви нешто, ама не во интерес на работниците, повеќе во интерес на други. Па веќе и статистички е докажано дека обично губитник во приказните најчесто се работниците. Не само во македонски рамки, но тоа не е за утеха. Во македонски рамки ми се чини дека овој период кулминираат одредени аспекти поврзани со платите и тоа беше во одредена смисла преку Законот за систем на плати во јавен сектор, кој што сметам дека е добро што се повлече пред неколку дена, пред 10 дена, 2 недели во рамките на заедничкиот став на социјалните партнери во рамките на економско-социјалниот совет, затоа што нудеше многу погрешни решенија кои што излегуваат од системот на плати, кој што сметам дека би требало да го градиме во Македонија. Но каде се забуните, каде се дилемите, што се случува во позадина? Видете, системот на плати во Македонија, ако зборуваме генерално, е уреден, јасно концепиран како треба системски да биде тој организиран, како и уреден. Уставот, законите, колективните договори. Се што е уредено со други акти, правилници, во смисла на како акти на работодавач и особено како акти на работодавачот како државен орган, е погрешен начин уредување на делот со плати. Едно тоа за жал се случуваше децении наназад. Иако укажувавме и ние од фелата, од професорската фела и од страна на синдикатите, тоа се правеше. Се прави и сега. Но сега се внесува еден друг тип на забуна, односно по мене се прави еден стратешки маневар, каде што се чини дека, особено во делот на јавниот сектор, државата сака да стави буквално контрола и надзор во однос на системот на плати, односно се што е поврзано со плати, надоместоци на плати, додатоци на плати и други парични примања и давања, да биде директно субординирано, координирано, насочено, организирано преку алатките на државата, односно незините органи. Овој модел можеби е својствен за некои системи кои што се беа наше минато, да речеме во социјалистичкиот период, комунистичките начини на размислување за тоа како треба платата да се уреди, како треба да се таа дели на работниците. Но во рамките на пазарната економија, во капитализмот, платата е флексибилна категорија и таа зависи не само од волјата на државата, да државата може да стави одредена рамка системска каде што ги дава контурите во кој дел треба да се движат социјалните партнери, но колективниот договор според мене најдобро би можело да се уреди со колективни договори. Но проблемот во Македонија, знаете како вели нашиот народ, угоре високо, удоле длабоко. Проблемот пак со колективните договори во Македонија е што не се склучуваат, оние што се склучени не се почитуваат, имаме проблем со примената, со имплементацијата на колективни договори. И сега мутатис мутандис, значи обратно, гледајќи дека не можеме со колективни договори да го решиме проблемов или се обидуваме, но не е како што сакаме, се оди во друга крајност, во друг екстрем, да се уреди тоа со државна интервенција, со државни алатки, со каде што државата ќе биде таа која што ќе одлучува од прво до последно што ќе се случува со платите, зборувам во јавниот сектор. Тоа е погрешно решение во принцип, во основа, затоа што е чекор назад. Мора да се има една социјална свест и зрелост, да се остави простор и во јавниот сектор, покрај во бизнис секторот, во стопанството, и во јавниот сектор синдикатите да бидат вклучени во рамките на системот на определување на плати. Не можете да ги исклучите вработените. Не е ова 46-та, 48-та, каде што работникот е апаратчик, државен службеник од сталинистички тип, кој што вели само разберам господине нареднику и извршува, туку веќе зрелоста на македонското општество треба да оди во насока да овие се луѓе кои што имаат права и обврски од работен однос, дека се вработени, дека се даватели на услуги, дека се работат со клиенти, работат со граѓани. Мора во тој дел да се остави простор да се слушне нивниот глас. Нивниот глас е или преку синдикатите во кои што се тие луѓе организирани, или кај што нема синдикати како група на вработени кои што застапуваат одредени своји права и интереси.
И тоа е сосема легитимно во овој тип на економија и во овој тип на парадигма и владење на право од демократски аспект. Сето друго е, како да ви кажам, демагогија и враќање чекор назад. Значи, ние можеме да велиме дека во Македонија ние сме висока демократска земја, но ако ги гледате кои чекори, како методите со кои што се работи, се функционира, ќе ви стане јасно всушност за што станува збор. На зборови сме силни, на збор имав една изрека во едно време, на зборови сме јунаци, на дела слабаци. Значи, кога ќе видите делата, ќе видите дека нема искрена волја. Тогаш тоа што го збореше претседателот Валповски пред малку пред рекламите, искрена волја за да се решаваат работите и да се оди напред во државата. Ако се предлага согласно новите предлог и измени, дополнување и новиот закон фактички веќе се заговара за административни службеници кои што ќе треба да се носи, да се инсталираат одредени категории на вработени кои што буквално не ќе можат да бидат променети, тоа е повторно чекор назад. Зошто е тоа потребно? Или ако е така, тогаш треба тоа да се направи со поширок консензус на сите социјални партнери, за да се види до кое ниво се политички фигури, станува збор за професионалци кои што не се политички, до кое ниво се професионалци кои што ќе напредуваат по однос на кариерата. И тука нема дали сте вие член на ова или на партија. И веќе треба навистина во тој дел да созрееме, особено во делот на тоа што значи квалитет. Значи, имаме ние во одреден аспект, одредена, така наречена, за да бидам појасен за народ, веќе тој термин не се користи, таа позитивна дискриминација или сак, модерно кажано, афирмативни мерки, каде што сакаме одредени категории граѓани преку пазарот на труд да ги инклузираме, да ги вклучиме во општеството и на тој начин да ги направиме дел од општеството. Но тоа е секогаш со временски период. Не може тоа вечно да трае. Не можете вие да вработувате без разлика од која заедница во Македонија на линија на тоа дека е припадник на таа заедница или на ова или на она, ме разбирате. Мора да биде квалитетен човекот. Јас како граѓанин кој ќе отидам на шалтер не ме интересира кој од која националност е, која вера е, во што верува и така натаму, туку ме интересира да добиам квалитетна услуга, да биде културен, да биде на нивото на работните задачи и професионален, токму така, значи и со кредибилитет, човек лично со кредибилитет кој што ќе ја турка работата и знам дека на овој административен службеник можам да му верувам, јас како граѓанин, дека ќе ја заврши работата. Но премногу се изместени работите. Верувате, премногу долго се соочуваме со неискрени намери, со лажни ветувања, со аспекти на тоа да се работи на позиционирање преку јавниот сектор на одредени интересни целни групи, без разлика од каде ти потекнува, дали се од партиите, дали се од некои други неформални групи, дали се од внатре, од надвор и така натаму. И сето тоа влијае на еден, би рекол, не на конфузија која што вие со право на почетокот да кажете, која што владее во делот на платите. Но ако зачепкате малку подлабоко, бидејќи платите ви се многу силен индикатор за тоа што се случува генерално во рамките на работниот однос, и какви се меѓучовечките односи, ако зачепкате малку подолго, ќе видите дека таа контузија, односно конфузија се дисперзирана во сите области поврзани со трудот. И во социолошко-психолошките аспекти, во меѓучовечките односи, во професионалноста, во задоволството, односно незадоволството на самите вработени, а со тоа и на квалитетот на услуги кои што ги испорачуваат кон граѓаните. Господин Валповски, многу замки крие овој закон за административни службеници. Како ќе се позиционирате вие? Имате ли, да речеме, ајде нешто да се поправи или да се спречи? Вака, они не знам дали знаат дека секогаш ќе се користи она што е поповолно за работниците. Освен со она што сакаат, кажа, со таа лепеза на закон и да го протуркаат тоа со законот за работни односи и колективни за важат 2 години, ако за 1 година не го потпишеш веќе не важат. Освен со тоа кога го протуркаат, ама се надевам дека ќе бидеме толку силни да тоа не го дозволиме и таква една одредба во закон, мислам дека како синдикати сите заедно не треба да дозволиме да биде ставена. Втората работа, која што сакам да ја кажам, е она, еве и професорот е тука, слушав судиката Цаца Николовска, не знам на која телевизија збореше за некои политички, за некои судски случаеви, во кое што јасно и концизно кажа, мислам дека беше и судика, работеше и во Венецијанската комисија, така, професоре, така, кажа јасно и концизно. Ние имаме тука конвенции на Меѓународната организација на трудот.
и да ги немаме имплементирано целосно во законот, ако ги ратификувало собранието, тие важат. Имаме Конвенција за колективно преговарање 154, каде што они со оној протокол што го измисли од Министерството на труд, дидат колективните нели на проверка ке министерот за финансии, тоа им е тотално спротивно на таа конвенција. Втора работа, но која што они самите пробуваат сега што ете дали ќе можат тоа да го направат, дали ќе се бунат работниците ако ние укинеме еден колективен договор или два, да пробаме како ќе биде. Имаше укинување од страна на трудовиот инспекторат на колективниот договор во земјоделие и шумарство. Така, тоа беше во синдикатот на УПОС. Еве, ќе ви кажам што се случи, и професорот е тука нека прокоментира. Судски буџетски совет, кој што е трета власт, има независен буџет, носи одлука дека нивните плати ќе ги зголеми на судиите, но носи одлука дека по консултации на Министерство за финансии, кое што им укажало дека нема доволно пари, ги крати додатоците на вработените во судскиот буџетски совет по колективен договор што ги земаат до сега. Мислам небулоза. А ако се тие судии таму во тој судски буџетски совет, треба да го стават прстот на глава какви забелешки носат и какви одредби носат. Така не се укинува колективен договор, затоа што тоа се наши права кои што ги имаме стекнато и нека им биде на сите јасно дека доколку тоа се оптужи дека на суд ќе се добија. Тоа е едната работа. А втората работа која што се случува во јавниот сектор е многу јасна работа. Пари има, само тие пари треба да се распоредат како што треба. Правевме едно истражување во Конфедерацијата на слободни синдикати заедно со Светската конфедерација на синдикати, тоа беше делумно, каде што откривме дека најмалку 44 агенции беа отворени од 2019 до 2020. Нови агенции? Нови агенции. Тоа се нови директори, нови заменици, нови автомобили, нови репрезентации, буџети и така натака. Дојдовме до едно фрапантно сознание дека јас знаев, ама дека е до толку фрапантно не знаев, дека ние на клинички центар имаме 38 директори и 38 заменици директори, па служба правна, па служба економска, па секретарки, па... Повеќе директори него ли лекари што има? Така е. Па денеска доаѓаме до еден случај дека онкологија трошела пари повеќе за лекарства него што биле потребни или не биле потребни. Ја мислам дека е тоа една сулуда ситуација каде што тие пари што идат за такви небулози треба да идат за доктори и треба да идат за сестри во тој еден наш единствен универзитетски клинички центар и да го развиваме како што треба. Мислам дека лудо е ние да имаме на универзитетски клиники Мајка Тереза 38 директори. И јас би кажал дека ние треба да имаме еден директор и еден заменик директор, дори и тој е многу, и една служба која што ќе го обслужува цел клинички центар. Што има таму да имаме служби за набавки, што ни треба или како ни треба за набавки во тие центри? Или агенција за тоа регулаторно тело за ова што ги отвараат? Па тоа е јасно зашто се отвараат, да се задоволат нечии партиски апетити. Сега, доаѓаме до тоа, партизација на јавната администрација и сега викаме во таа партизација она што го кажавме и со законот за административни, ќе го поставаме, никој не може тука, ќе зима плати, ако треба, не треба, нема да иде на работа. Не, ние не сме изнесли таа партизација. Таа потекнува од Британија, па 90-тите години, крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите имала проблем таков и Шведска, една Шведска која што е многу далеку сега, така да треба да видиме како го решиле тие, да го решиме и ние тој проблем. А за решавање на таков проблем се треба само политичка волја. Не треба многу умни глави, ние имаме тука наука која што заедно со нас практичарите кои што сме на теренот можеме да најдеме многу соодветно и лесно решение во кој правец треба да се движи јавната администрација. Ние наместо политичка волја за таква една реформа сега сме сведоци на една дебата за едно решение што се наметна со Уставниот суд што укина две одредби
дојде на дневен ред за платите на функционерите, значи да се зборува. Сега јавноста е, да речеме, револтирана кога слушна одредени проценти дека ќе земаат. Сега не станува збор само за председател, премиер, станува збор за многу вака функционери, од локално па до највисоко ниво. И сега вака малку тоа е. Да, станува збор не за избрани. Не е баш пријатно да се слуша за тоа, да се зборува, кога од друга страна имаме вакви проблеми кога зборите. Не, јас се сложувам со тоа да имаат функционерите големи плати. Нека имаат, ама не може сите да имаат. Јас мене никогаш не би било јасно како еден доктор или како еден адвокат кој што има добри примања се нафаќа да влезе у политика за 1000 евро плата. Веројатно многу повеќе се исплати или не, ја не гледам друга причина. Што се исплати? Ја не знам каде може да заработи повеќе од платата. Ако го видиме проблемот со корупцијата кога ние, ако го видиме проблемот кај сме со владење на право, ако видиме кај сме со криминал, кај сме со нерасчистени афери, ќе го најдеме веројатно тука одговорот. Мислам дека со одговорот сите го гледаме, ама сите молчиме. Тука мислам дека токму и овдека е незадоволството кај граѓаните, кој што го спомнавте, кој што е навистина беше навистина во сите категории, од пензионери до студенти кои што негодуваа за сето ова, веројатно и со право. И тоа што го кажа претседателот Тралповски, можеби не е толку прашањето дали треба платите да се покачат. Да, треба. Треба на сите да се покачат. Ако имаме најниско платени универзитетски професори во Европа, така е. Потенцирам, во Европа. Ако имаме толку ниско платени професори во основно, во средно училиште, во градинки кои што ни работат со договори за дела, ги чуваат нашите најмили, нашите деца и така натаму. Ако имаме невладење на право, ако имаме илјадници други проблеми, тогаш сето ова што се случи со овие 78% изголемување на платата на избраните именуваните функционери е навистина нешто што создава револт. Создава револт, апсолутно создава револт. И никој не би се побунил да имаат плата избраните функционери и 5000 евра плата, ако си ја работата како што треба. Но граѓаните, од тоа што го гледам сега со анализиве, овие денови, граѓаните се револтирани затоа што ова доаѓа навистина, незадоволството е огромно кај граѓаните од начинот на кој што се практикува не би рекол власта, туку сето она што е дадено како одговорност да се служи, да се работи за граѓаните. Секој министер, секој директор, секој избран или именуван функционер, градоначалник, председател на совет, председател на некоја друга јавно предпријатие, директор и слично, е избран со полна одговорност да биде човекот кој што ќе служи на граѓаните, кој што ќе биде на нивна услуга и кој што ќе работи за нивните интереси. Сега, ако впечатокот кај граѓаните е спротивен дека огромен број од овие луѓе не ги извршуваат своите работни задачи за кои што се номинирале и за кои што ги бирале или именувале, тогаш најмалку што очекуваат е да се зголемува платата на овие луѓе, туку тие веројатно би барале да се намалува платата затоа што добро не си ја вршат работата. А сите знаеме дека најголемиот дел од корупцијата е високата корупција и потекнува токму таму. Сега искрено ако така правиме. И пак сега во една ваква ситуација ќе дојдеме да го искоментираме тоа што веројатно вас како синдикат во моментов најмногу ви интересира. Или зборуваме 70%, ајде ќе именуваат коефициентите, ветуваат у собрание, ќе донесат нов закон. Не треба да ги именуваат. Но имаме колективен договор во кој што општ колективен договор кој што ќе одреди колку ќе се зголемуваат платите. Имаме состојба на процентуално или на коефициенти. Вие зашо сте синдикатите? Како коефициенти да биде тоа? Ќе попуштите коефициенти процентуално заради тоа што за нас е недозволиво линеарното. Повторно ќе кажам, она што беше, ајде да бидеме солидарни со владата на 1 мај, ние не сме солидарни, ние си го бараме нашиот дел. Еве јас немам ништо против 78% и нека се зголемат нивните плати, но нека се зголемат и нашите плати. Процентуално, како ќе нив процентуално, така и ќе нас процентуално. Линеарно зголемување на платите, повторно ќе кажам, јас не знам дали постои негдека во Европа и на Балканот. Еве јас се распрашувам, никаде нема линеарно покачување на платите. Ова е една небулоза, ова е срамота што ни се случува и мислам дека го потценуваат работникот во јавниот сектор
и затоа ги губат најдобрите работници, најстручните работници кои што се заминуваат, кои што не можат ова да го трпат, кои што знаат дека многу повеќе можат да заработат надвор од јавниот сектор или надвор од Во четврток државата. имате економско-социјален совет, веројатно ќе бидат многу појасни некои работи по таа седница. Нашиот став на КСС е дека треба да има процентуално зголемување на платите и тоа е наш дефинитивен став, од тоа не отстапуваме и тоа ќе биде крајниот наш. Професоре Кусо, ваш само коментар, мора да вршуваме околу овој систем на плати кој што треба да биде. Платите мора Преска да се да не менуваат. се враќаме во Да. некој стар систем. Да, мора да за- одиме напред, платите мора да одат напред, мора да се зголемуваат. Се слагам дека процентуално тоа е можеби најдоброто решение кое што треба да оди во насока на зголемување на плати и навистина секој работник заслужува својата награда. Оној кој што работи треба да биде награден и треба да има достоинствена плата за да има достоинствен живот во Македонија, не надвор од Македонија. И дефинитивно сметам и од тука изпраќам еден апел до сите оние кои што се луѓе кои што одлучуваат, особено до социјалните партнери, да изнедат начин, решение кој што ќе биде за граѓаните, за работниците, за нивното достоинство, решение кое што ќе ги задржи луѓето во Македонија. Не е се во парите. Зошто? Затоа што тоа е една од алките на која што треба да се работи. Има и многу други аспекти кои што ги демотивираат луѓето, ги разочаруваат и ги тераат да заминуваат од Македонија. Една од тие други моменти е целата атмосфера на коруптивност во државата, на невладење на право и тоа е нешто што паралелно треба да биде дел од агендата и на синдикатите, и на работодавачите, но и на владата во следниот период, се со цел да изнајдеме вистински решенија кои што ќе значат задржување на луѓето овде да работиме, да останеме. Не велам дека е трагедија некој да отиде, мислам од секогаш се случувало тоа, но луѓето се заминуваат од Македонија буквално огорчени. Тоа е проблемот. Со огорчено срце да почнат и да се враќаат луѓе, да почнат и да се може враќаат. и тоа е колку и да звучи како научна фантастика, но е реално изводливо. Можно е. Ви благодарам и на двајцата за дебатата. Начнавме многу теми, но времето ни е ограничено. Ќе има и други емисии и ви благодарам што бевте дел од за или против. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Останете со програмата на ОВ.